Почитувани, разговараме со господин Тимчо Муцунски, заменик председател на ВМРО ДПМН и градоначалник на општина Аеродром. Господине Муцунски, минатата недела присуствувавте на Конгресот на Европската народна партија. Кои се пораките од вашите сестрински партии од Европа? Прво, благодарам за поканата да гостувам во ова интервју на вашиот сенет медиум. Да, присуствувавме заедно со председателот Мицкоски, колегата подпредседател Николовски, меѓународниот секретар Стефан Андоновски и кандидатот за председател на Република Македонија професорката Гордана Силјановска-Давкова на Конгресот на Европската народна партија, кој што имаше за цел да се избере кандидатот на Европската народна партија за председател на Европската комисија. Во рамките на тој конгрес имавме бројни билатерални средби, како со раководството на Европската народна партија, така и со голем број премиери, европратеници, пратеници, членови актуелни на Европската комисија. И генералната порака која што ние ја испратевме како делегација е дека е потребно забрзување на процесот на проширување на Европската унија насочен кон Западниот Балкан и дека очекуваме дека тоа проширување ќе биде базирано врз основа на објективни критериуми, врз основа на мерливи критериуми кои што произлегуваат од стандардите на Европската унија, а не врз основа на билатерални спорови кои што не соодействуваат со основачките вредности на Европската унија. А тоа што сметам дека ние можевме да го извлечеме како фидбек од разговорите со тие високи представници како на земјите членки, така и на самите европски институции, е дека по европските избори кои што ќе се одржат во следните месеци, се очекува формирање на нова Европска комисија, во која што Европската народна партија секако ќе биде клучен елемент. Таа Европска комисија заедно со Европскиот парламент да работат за придвижување на процесите на европска интеграција во Западниот Балкан со засилена динамика. Бевте и во Виена и остваривте средба со македонската диаспора. Дали тоа значи дека ВМРО ДПМН е започна со мобилизирање на македонската диаспора пред предстојните избори? Дефинитивно ние сме започнати со тој процес уште веќе пред неколку недели, ако не и пред неколку месеци. Сметаме дека македонската диаспора е клучен дел од македонската држава, од секоја возможна гледна точка, и сметаме дека истата е навистина запоставена во последните години, нешто што може да се промени со формирањето на новата влада предводена од ВМРО ДПМН, но нашиот апел кон тие луѓе е сега дека е потребна мобилизација, бидејќи и тие ги чувствуваат недостатоците во македонската држава и начинот на владење во последните години, затоа кај нив апелираме за мобилизација насочена кон поддршка за ВМРО ДПМН, за да може ВМРО ДПМН потоа да формира стабилна влада и да движи Македонија, но да ги движи и нивните интереси како интегрален дел од нашата држава во посакувана насока. ВМРО ДПМН ги објави носителите на изборни единици, генерално проверени кадри, а единствено изненадување е господинот Драган Ковачки. За изборната единица 5 се уште тактизирате. Кои имиња се во игра? Ние вршиме анкетирање на широк круг на луѓе. Не би можел во моментот да конкретизирам со имиња, тоа што ќе го кажам е дека секако кој личност и да биде избрана за носител во изборната единица 5, ќе биде личност со висок морален и етички интегритет и со професионален кредибилитет. Сметам дека со сигурност ќе имаме победничката опција во сите изборни единици во Република Македонија на парламентарните избори. Колку ВМРО ДПМН е расположена во комбинациите за пратеници во првите 10 места да бидат имиња на вашите коалициони партнери? Секако нашата коалиција ќе има свој места на пратеничките листи. Во завршна фаза се разговорите со коалиционите партнери и сметам дека до крајот на месецот ќе биде јавно објавен коалициониот договор за следните парламентарни и председателски избори. И потоа, секако во тие денови ќе следува објавувањето на пратеничките листи, но несомнено, наши коалициони партнери ќе имаат свој места на пратеничките листи на ВМРО ДПМН. Ќе има родова застапеност на листите кои ги подготвувате? Апсолутно. Тоа е примерно и законска обврска, значи не е прашање на избор, има и законска обврска за тоа, но наше е да се обидеме да ги надминеме и тие минимални законски прагови кои што ги има, бидејќи сметаме дека тоа е еден современ тренд кој што треба да го практикуваме.
На председателските избори решивте да одите со истата кандидатка од претходните избори. Со што ја задржа довербата кај вас госпоѓата Гордана Силјановска-Давкова? Професорката Силјановска е истакнат научник. Тоа сите многу добро го знаеме. Но таа се покажа и како вешт, умешен и принципиелен политичар во последните скоро 4 години, застапувајќи ги интересите на граѓаните во Македонското собрание. По мене беше еден од најуспешните и најактивните пратеници во последниот собраниски состав и покажа дека умее да практикува позитивна, конструктивна политика насочена кон решавање на проблемите на граѓаните. И во таа насока не треба да биде никакво изненадување според мене фактот што таа е нашиот кандидат за претседател на Република Македонија, покрај теоријата, каде што е апсолутно суверена, таа е еден од најврвните експерти по уставно право и политички систем во Република Македонија, покрај тоа теоретска потпора што ја има, сметам и во пракса покажа дека знае како да функционира и да работи во тие институции кои што се најзначени за развојот на државата. На што ќе се фокусира изборната кампања на ВМРО ДПМН? Дали на надворешна политика, економија или пак борбата со корупцијата и криминалот? Секако политичка програма на сериозна партија која што претендира да ги превземе институциите на системот мора да има елементи кои што се значајни кои што се поврзани со сите овие сегменти што ги спомнавте вие. Но примарно ние ќе бидеме фокусирани на домашните, односно на внатрешните реформи. Борбата против корупцијата која што е еден од најголемите предизвици во државата, воспоставување на систем на владење на право, добри економски политики кои што ќе отворат нови работни места, ќе привлечат странски директни инвестиции, но и ќе стимулираат домашната економија. Добра земјоделска политика, инвестиции во здравство и во образованието. Сметам дека сето тоа ќе биде дел од нашата изборна програма и ќе има политики по кои што ќе се препознае секој наш граѓанин, но и политики кои што понатаму ќе се преточат во владина програма која што ќе има за цел да ја направи Македонија во периодот од 2024 до 2028 година поубаво место за живење. Првиот круг од претседателските избори е пробен балон со кој ќе се предвиди исходот на парламентарните избори. Дали би ја испратиле ДУИ во опозиција или има простор за коалицирање? Нашата цел, несомнено, и тоа повеќе пати го изјавуваме, е дека е добро за Македонија, а и добро за ДУИ како политички субјект тие да заминат во опозиција. Сметаме дека се зрели условите за такво нешто и анкетите на јавно мислење тоа ни го покажуваат. Затоа очекувам по парламентарните избори да биде формирана после долги години првата влада без ДУИ. Со кого планира да коалицира ВМРО ДПМН од партиите од албанскиот блок? И тоа сме го изјавиле, несомнено сметаме дека ќе има простор за компатибилност со албанската опозиција, но во моментот нашиот фокус не е за денот по изборите, сега работиме за денот до изборите, односно структурирање на добра програма, структурирање на добра кампања, позитивна кампања во која што сите граѓани ќе се препознаат, кампања која што ќе понуди добри политики, а од 9 мај натаму веќе ќе навлезаме во подетална анализа на тие прашања. Господине Муцунски, за крај на овој разговор, доколку вашата партија победи и формира влада, како ВМРО ДПМН ќе го реши проблемот со Бугарија и впишувањето на бугарите во македонскиот устав? Тоа е проблем кој што го создаде актуелната влада, пред се бидејќи води попуслива надворешна политика и незрела надворешна политика. Ние сме кажале повеќе пати. Ваквиот тип на одлучување кои што се спротивставени со националните интереси на македонците, ВМРО ДПМН не ги прифаќа. И затоа велиме ние, треба да се има проактивен пристап и повеќе пати сме нуделе решенија. Дали е ретроактивната примена на евентуални уставни измени, дали е создавање на еден процес кој што ќе вклучи покрај гаранции од европските институции за Република Македонија, така и признавање од страна на нашиот сосед Бугарија за реалност, признавање на реалноста која што има во Бугарија, ај поврзана со македонското малцинство и правата кои што за жал не ги ужива тоа малцинство во таа земја членка на Европската унија, сметаме дека доколку има интерес и разумност од сите страни,
може да се најде некое решение, но тоа да биде решение кој што ќе ги заштити националните интереси на нашата држава, ќе го заштити дигнитетот на нашиот народ и секако природно ќе го поспеши европскиот пат наместо да создава условувања кои што дополнително ги кочат процесите. Ви благодарам на одвоеното време.